Детето Вјачеслав Крашенинков дали го предвиде доаѓањето на Антихристот. Вјачеслав е роден 22 март 1982 година, а починал на 17 март 1993 година во Чебаркул, Русија. Тој бил момче од Русија на возраст од 10 години, кој некои луѓе го сметаат за чудотворец, кој имал дар на пророштво во текот на својот живот и кој продолжил да прави чуда по неговата смрт, според локални и популарни извештаи. Рускиот пророк предвиде жик на ѕверот, што блеска и вели дека неговата мајка ќе доживее за да го види Антихристот. Мрачниот чип ќе има целосна контрола над телото и душата. Сакам да ви ја представам најважната информација на која некогаш ќе наидете. И за жал, дури и откако ќе го представам ова, предвидувањето е дека повеќето од вас нема да го послушаат овој совет и наместо тоа ќе се препуштат на утеха и ќе замижат дека ова навистина не се случува. Не според Библијата, не според пророштвата, ова е тоа. Ова е битка на волја, сила и верба. Ова е завршниот избор помеѓу Бог и рајот или Богот Луцифер, Сатана, ѓавол и пеколот. Ова се само двете опции. Сега можете да изберете пари, патувања, световни задоволства и така натаму. Но повторно тоа ќе биде ваш избор. Или можете да изберете Бог, Исус, љубов, вера и побожен, скромен живот. Може да се жалите дека немавте избор, затоа што бевте принудени. Принудени би ја изгубил работата ако не го сторам тоа. Или оправдање, нема да можам да одам на коледж, нема да можам да одлетам да ги видам баба ми и дедо ми. Имам хипотека за плаќање, имам семејство за одгледување. Единствениот начин на кој можам да им обезбедам е да ги следам другите. Имаш избор. И се предвидува дека повеќето од вас ќе го изберат безбедност и удобност. Повеќето од вас ќе ги изберат светските патишта наместо патот на вистината и животот. Многумина од вас чувствуваат дека ова се случува, дури и ако некој се подсмева на ова, мислејќи дека тоа е само луда теорија на заговор или глупост за крајот на времето. Длабоко во себе, мислам дека повеќето од вас знаат што се случува. Срамниот притисок да се вакцинираат сите, законите според кои не може да влезете во самопослуга без пропусница за вакцини. Не можете да патувате без пропусница за вакцини. Не можете да работите без пропусница за вакцини. Се повеќе и повеќе вести излегуваат за сомнителна природа на овие вакцини. Содржи графен оксид, луцифераза, паразити, нанотехнологија. На многу места треба да се вакцинирате пред да можете да присуствувате на концерти, да одите во ресторани, дури и на некои други места или во болници. Одбиваат третман на оние кои не се вакцинирани. Потоа тука е огромната подршка за технологија. CRISPR, менување на гените, експериментирање со mRNA и DNA, спојување на човекот со машина, микрочипирање на сите. Пророчки предвидувања. Моето верување е дека навистина има луѓе кои може да допрат до различна состојба на свеста и да пристапат до информации, акашични записи, кои ја откриваат вистината за она што се случува. Многу популарен каналист е познат како Едгар Кейс, наречен мистик, психички. Заспаниот пророк Едгар Кейс им помогна на многу луѓе со неговите читања кои се занимаваа со се, од лични повреди до политички дискурс до духовни будења. Сепак постои еден помалку познат мистик, барем за народот на Америка. Името му е Вјачеслав Крашенинков. Тој го прорекуваше единството меѓу Америка и Русија, потоа колапсот на Русија поради предавството предизвикано од Америка да ги предаде на Кина. Тој исто така го прорече претварањето во еден светски монетарен систем, оној на еврото, и дека Америка ќе биде последното место каде што ќе го прифати тоа. Тој исто така го опиша знакот на ѕверот и микрочипот. Се надзира уште поблиску да биде
ослободен врз светот. Сето ова доаѓа од младо момче на возраст кога почнал да предвидува од 8 до 11 години. Не само обично момче, еден просветлен мистик кој може да каже дали некој е болен само гледајќи во него, можел да ги види мислите и мотивите на луѓето и имал многу визии за ужасните последни времиња. И кој, како што верува, мајка му бил испратен овде, да ги предупреди луѓето против овој терор што доаѓа за да може да го променат и да ги сменат своите патишта и да го следат патот на Исус Христос. Следното е примерок од визиите и пророштвата што ги имаше Вјачеслав Крашенинков во 1990-тите години, кои се фокусираат на жигот на зверот или антихристот и крајните времиња. Тоа е неверојатно вознемирувачко, особено во светлината на денешните настани и колку беше прецизен. Вјачеслав, кој исто така го привлече вниманието од високи функционери, тој за жал почина на млада возраст од 10 години, неколку дена пред неговиот 11-ти роден ден, што и тој самиот го предвиде. Приказната за неговата смрт е блага и не е нешто што сакам да го изнесам на оваа објава, но накратко ќе споменам приказната за неговата мајка, која тврдеше дека повеќе од документите или дневниците што ги водела за предвидувањата и визиите на Вјачеслав, мистериозно исчезнале додека таа била на погребот на Вјачеслав. Ќе видите на крајот од овој пост колку морничево беше точен Вјачеслав Крашенинков во предвидувањата на технологијата што имаме сега и како ќе изгледа ознаката. Пред околу 30 до 40 години Вјачеслав Крашенинков дојде на оваа земја за да не предупреди дека ние сме генерацијата што ќе учествува во најдраматичното поглавје од промената на вековите и остави многу практични и детални пророштва за оние кои ќе одлучат да останат лојални на патот на светлината за време на онаа многу интересна транзиција. Во однос на времето апокалиптичните настани, кога да ги очекуваме, тој рече ќе умрам кога ќе имам 11 години, но мајка ми ќе живее доволно долго до времето на антихристот. Заклучно со крајот на минатата 2021 година, неговата мајка имала 66 години. Тој рече дека педантно ќе се подготвува многу долги години, но потоа кога ќе го откријат својот план, сето тоа ќе почне да се случува многу брзо. Ќе ги ослободат болестите што ни ги подготвија и ќе почнат да креваат во воздух згради и да наметнат апсолутна контрола на речиси се. Покрај нивните сопствени луѓе на Господарот се разбира под наводници, поделбата меѓу благородните души, под наводници, и оние кои ќе се согласат да им се поклонат на ѓаволите, ќе станат прилично очигледни од самиот почеток. Вјачеслав рече дека на почетокот ќе има почетен период кога ќе се чувствуваат некако осамено и напуштено, кога ќе сватат дека всушност нема многу, но ова ќе биде релативно краток период во споредба со време траењето на целата драма, затоа што подоцна самите ќе се уверат дека Бог лично ќе почне да им помага. На почетокот тие ќе се најдат сами или во мали групи на некој вид оддалечени места, и дури кон крајот кога зомбираните луѓе конечно ќе сватат: ох, ѓаволот постои, тогаш случајно падна во неговата стапица ќе почнат да наоѓаат изговори. Дури тогаш ќе се сетат на оние луѓе кои талкаа како отфрлени по селата, и кога зомбираните души ќе сватат дека паднале во стапица, и оние луѓе за кои мислеа дека се глупави, тие знаеа се за тоа цело време. Тогаш сите зомби ќе се претворат во безмилосни ловци на глави и тие навистина ќе трчаат по селата за да го уништат животот. Благодарение на луѓето, за среќа нема да можат да фатат многу од нив, а што се однесува до антихристот, на јавноста ќе и се појави шармантно. Тоа е сликата што ќе ја имаат во нивните умови, и тој ќе има некој вид на супер брз начин на транспорт. Што и да е тоа, но тој ќе биде буквално за неколку минути од еден град во друг и луѓето ќе добиваат впечаток дека како да е на неколку места во исто време.
Што се однесува до антихристот, тој дури и ќе има своја валута. Името на валутата ќе биде евро. Сето ова го има предвидено Вајчеслав во 1990-тите години. Така рекол Вајчеслав пред 30 до 40 години. Во тоа време луѓето мислеа дека ова може да биде некој код, а потоа подоцна ќе видиме што значи тоа. Испана дека е токму вака, нема потреба да се дешифрира. И на крајот целиот свет ќе се занимава со евра. Америка ќе биде последната земја што ќе направи транзиција, кога антихристот ќе стане владетел на земјата. Нема да има приватна сопственост. Целиот концепт ќе биде укинат. Се ќе му припадне на антихристот и кога ќе посака, па може би љубезно можете да искористите вашата куќа по неговата милост. И сега во однос на големиот глад, рече Вјачеслав, дека нема да биде многу долго, може би нешто околу 3 месеци, но тоа ќе биде многу тешко, нема да има никаква храна, а сценариото за тоа ќе биде дека ќе има недостиг и потоа одеднаш владата ќе обезбеди многу храна за сите и ќе има се во продавниците и нема да биде многу скапо. И тогаш луѓето одеднаш ќе помислат: леле, всушност владата се грижи за нас и нема да имаме грижи. Тие ќе јадат добро за многу краток временски период. Не знам дали ова е регионално пророштво за Русија или нешто слично ќе се игра низ целиот свет, но насекаде ќе има глад. Така непосредно пред да започне гладот, ќе има едно големо хранење за сите, а потоа паразитите едноставно ќе повлечат целата храна и ќе заклучат во нивните високотехнолошки складишта под земја, кои се како джинови, и има навистина неверојатна количина храна насекаде, и ќе заклучат се. Тие ќе изгладнуваат земјата, многу луѓе ќе умрат од глад. Сепак не, ниту една од благородните души, Бог лично ќе се погрижи никој од неговиот народ да не умре од глад. Кога Вјачеслав зборуваше за идните политички случувања, тоа беше во периодот на студената војна, а луѓето се смееа на тоа што го кажуваше. Рекоа дека навистина има болна фантазија, бидејќи рече дека ќе дојде период кога Русија и Америка повеќе нема да се караат. Всушност, тие ќе ги отворат границите и ќе има многу западни работи овде во продавниците, а кога ќе се приближи времето на Трета светска војна, тие едноставно ќе почнат да ја растураат војската. Кога ќе почне војната, земјата нема да има ниту соодветна армија, што во моментов ја прават. И се случува, значи дека сме блиску и паразитите ќе го испробаат своето вообичаено сценарио. Знаете, играјте муслимани против христијани и ќе се обидат да разгорат војна, но нема да им успее. И тогаш ќе се сврти погледот кон Кина и таму ќе имаат среќа. Единствениот противотров, единствениот обид за напад некако да се заузда антихристот ќе биде побожниот руски владетел, кој ќе владее некое време. Вјачеслав рече некаде околу времето на антихристот тој сигурно ќе биде Божи дар и ќе успее некако да ги собере благородните луѓе околу себе. Така рече Вјачеслав. Вјачеслав рече дека многу повеќе души ќе се спасат со тоа што ќе го одбијат гнасниот печат на зверот во земите каде што луѓето не се толку разгалени со секакви погодности. Нападите на гневни животни, патем антихристот ќе ги обележи и животните. Така голем проблем ќе бидат и нападите од инсекти и сите видови животни кои гризаат. Многу од видовите ќе го променат своето однесување. Најважното место за нив, нивната централна контрола е во Тибет. Не сум сигурен дали точно ја спомена планината Каилаш, но обично го споменуваше Тибет во тоа. Таму ги програмираат работите централно. Второ е Бајкалското езеро, и тоа за време на патетичната апокалиптична драма ќе биде нивна главна база за летечки УФО, кои се преправаат дека се некакви вонземјани кои пристигнуваат од други планети за да го спасат човештвото од болести. Тие ќе ги имаат овие вселенски бродови токму како оние за кои ве подготвија со помош на Холивуд и ќе дојдат да слават и да ги лекуваат луѓето. Кога ќе излезат од овие исцелителни кабини,
ќе бидат целосно зомбирани и сите болести ќе беа, се разбира, воведени предходно. Ова ќе биде голема алатка за зомбирање на времето. И луѓето ќе се редат, ќе чекаат во редици пред овие така наречени вонземјански кабини, со кои всушност управуваат самите ѓаволи. И тие не подготвуваат за тоа. За таа измама со нивниот оддел за така наречени алтернативни медиуми, а клучниот збор за тоа е големото обелоденување. Тие ги тераат лековерните луѓе да бидат желни за таков тип на измама. Никогаш не прифаќајте кога ќе ви понудат ознака без која не можете да купувате и продавате, додека интелектуалецот ќе ви зборува со часови за тоа каква тајна технологија користат за оваа ознака, а на крајот на денот ќе ја прифати таа ознака кога ќе му ја исклучат климата. Кога Вјачеслав почна да разговара со надворешни луѓе и стана јасно дека гледа, ги чита мислите на луѓето, ја гледа иднината, гледа што се случува веднаш во другите делови на светот, ги лекува луѓето, дијагнозата е попрецизна од лекарите. Откако тоа стана јасно, протокот на луѓе никогаш не престана во неговата куќа. Вјачеслав, или познат како Славочка, рече дека Господ нема да му прости на никого што го зел печатот или жик на зверот. Дали се исполнуваат пророштвата на Вјачеслав? Како што е сега, сатаната фрла се и сешто во оваа генерација, експериментира со хибриди, човек-животно, создава химери, славејќи абортуси за сатанистички ритуали, нормализирање на педофилијата, инектирање на сите со паразити, трансфузија на крв од млади на постари луѓе за спречување на старење, синтетичко месо од познати личности за да се подржи канибализмот, спојување на човекот со машина, убедување на децата хемиски и физички да ја уништат нивната природна слика или генетски модифицирање на маж во жена, жена во маж, дете, животни и растенија. Според Вјачеслав, водката го суши мозокот, пушењето е кадилница за ѓаволот, луѓето кои користат дрога гледаат демони кои паметно се маскираат во вонземјани, вакцините и одредени видови храна и така натаму содржат наночипови и клетки на абортирани фетуси, чие внесување води до обседнување со демон. Кнасниот јазик ги повикува демоните, Светиот Дух заминува на 7 метри, Зодијакот е планетарен затвор на демоните. Не верувајте во хороскоп или ќе им ги покажете особините на заробените демони. Пеењето мантри води до обседнување на демонот. Медитацијата, хипнозата, астралната проекција и така натаму доведуваат до обседнување на демонот. Демоните се преправаат дека се духови и вонземјани. Бар-кодот е клетва на црната магија на друид. Повеќето мисли и соништа се од демони. Демоните никогаш не прават добро. Орално, анално, мастурбација, порно, блуд, прелјуба, фетиши, вкрстено облекување и така натаму доведуваат до обседнување од демон. Сионистите сакаат да бидат единствените бели луѓе, значи тие промовираат контрацепции, ран абортус, меѓурасни бракови, хомосексуалност, абортус, абортираните бебиња одат во пеколот, 33,5 години и демонот се ослободува од пеколот и така натаму. Америка ќе биде последната земја што ќе се префрли на евро, светската валута на антихристот. Сионистите сакаат да го нападнат Иран, значи им треба изговор, а тоа ќе биде статуата на слободата. Нов Содом, Њујорк, ќе биде поплавен по експлозија во морето, потоа ќе следи нова Гомора, Лос Анџелес. Подарете во добротворни цели. Во името на Архангел Михаил 2 пати годишно ги спасува луѓето од пеколот или ги издигнува на ниво, односно на ниво со помала казна. На крајот луѓето се ослободуваат. Нахрани ги гулабивите. Кога гулабите се поклонуваат, луѓето се спасуваат од пеколот. Птиците учествуваат во создавањето на времето. Греф е да се убиваат птиците, зачувај ги птиците. Од антихристот, роден од 12-та генерација проститутка, летечка, со големи ногти, ракавици, бледо лице, црвени очи, обседнат од сатаната од 12 години. Хомосексуалец од племето на Ден, кој носи сина наметка преку левото рамо, додека црвената
или розевата облека е под истото, како Исус, и е обкружен со демони, но луѓето гледаат ангели на светлината, а наоколу нема потреба од расправи. 666 не е прослив. Тоа води во постојан пекол. 666 се дава со светскиот пасош, без име на него, сива пластична картичка, продавници за храна и затвореници со жик. Луѓе исто така одбија да ги вакцинираат. Одбите ги вакцините. Не влегувајте во НЛО за да излечат демони. Скри се со православните христијани за да избегне жик. Оставете ја целата електроника зад себе, за да не може да ве следат милениците на Антихристот. Полека молете ја Исусовата молитва: Господе Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме мене грешникот. Спите целосно облечени, исто така молете се на вашиот ангел чувар, да имате нормален сон. Жените носат неоткриени фустани, мажите носат пантоломи и капи. Побарајте православен христијански свештеник да ја благослови вашата куќа. Ослободете се од сите окултни работи. Уиджи табла, талисмани, амајлии, баркодови, черепи, маски, книги за астрологија, тарот, картички и така натаму. За да го скршите секое проклетство, молете се полека на псалмот.